Подземни води истераа од живеалиштата 5 семејства од Штип. Подот и старите ѕидови попуштиле, па водата на овие луѓе им влезе дома и ги поплави на спиење. На спање имам поплавене, еве ми ги сунгерите, еве те пицони, унатре поплав. Ово тука катастрофе. Така беме у Стара Кланица поплавени, голи останаме. Мокри се кебињата, сете и тепиците и вадено се унатре. Кога гледам се унатре лом, струјата ке утепам, не чине. Во поплавениот објект во моментов се сместени 30 на жители. Овде тие дојдоа пред 2 години откако старите куќи во Стара Кланица им ги поплави брегалница. Сега поради вода повторно се во стамбена неизвестност. Не се живее. Ја мислам како куќија живеат. И куќето ќе прави со ногата, па ќе гледа на суво да леже. Каму ли човек? Молам се, не кјам ја конфронски станови. Некои стари куќи, некои бараки да се направи, на суво да бидеме. Така треба да се води рачун, видиш околу тебе се деца има, немаме можност, немаме ни финанси, немаме ништо. За сега помош на овие луѓе им донирале само од христијанската црква Оаза. Тие секогаш ни доваѓаат, помагат со јадење, со се и се што. Собират прилози, ни донесат. Никој ништо не им кажува, барем донесат. Вкупно во овие 5 собички живееја 35 жители, кои сега повеќе се надвор отколку внатре. Што за оваа состојба велат од општината? Имаме и референти за етнички заедници, можеле да го пријават случајот таму, а тие потоа во контакт со градоначалникот и со советот можат да побараат решенија за овој проблем, па дури да контактираме со јавното претпријатие Истра да видиме што може тоа да направи. Нека ги информираат, потоа ние ќе видиме што е во наши можности и ќе преземеме активности. Инаку во старото нервно оделение вкупно се сместени 30 ромски фамилии. Браната Мантово, од кое превентивно се испуштаат по 13 метри кубни вода, повторно и се закануваат на Лакавица. Таму веќе се под вода неколку викендици и штали кои се најблиску до реката. Кострумене кеска околу 3 сата или колку е било, разбрни комшијата. Коста нам имаше да видиш цялата пуна вода, кози, мъкни, носи навек. Ние кај да бегаме? И кај да ги носам тие кози? Па спиеме на горниот спрат, имаме таму една соба. Иначе доле е се поплавено, мислам, влага, не се живее, покупнината е целата уништена. Овдешните жители се плашат дека состојбата ќе биде од лошо бетер, па бараат итна санација на коритото. Ја барам за сега, само да ми се направи коритото. Оште, јас знам дека тоа више нема, никој до сега не е дал и нема и да ни даде, и пола ни беше така. Оштета ќе прежалам тоа се, само да се направи коритото. Од друга страна, од општината смируваат. Се надяваме дека нема да има толкова количина на вода, бидејќи самите брани веќе имаат простор каде да ја соберат водата, значи нема да биде толку опасна како пред 2-3 недели кога беше циклонот Вера и имаше голема количина на вода, околу 70 метри кубни. Сепак стравот на овдешните жители е разбирлив. Минатиот пат поради прелевање на Мантово под вода беа 100 хектари земјоделски површини и неколку куќи. Штетите се проценуваат на над половина милион евра.